Оставен на само 7 дена од своите биолошки родители, судбината му дала ново семејство, надеж за нов почеток. Но и тие што го посвоиле, го оставиле. Во свет во кој најмногу му недостигала родителска преградка, единствената вистинска љубов ја пронашол во својата баба. Таа била негова мајка, татко, дом и засолниште. Јас сум роден 1968 година. По правило јас сум роден во јуни, ама они ми посвоиле мене изгледа најверојатно во јули. И мене ми е Значи ти си посвоено дете на 7 дена. Да. Во Кисела вода, на улица Мозола, тоа според Златен Сремец беше на времето. Он ме посвојува, ме посвојуваат Василија и Јелица. Значи зборам за законските родители. Добре. Биолошките, правите, не ги познавам. И они се разведуваат малку покасно. Колку е тоа малку подоцна? Кога сум имал ја 16 месеци. Баш многу брзо по посвојувањето. Да. И он оди во Германија после 70 години. А тебе те остава на дома? неговата мајка, на неговата мајка ме остава, на баба ми. И Драга, значи, Драга, он останува, да, ја останувам со Драга, он си продолжува таму. Мојата баба Драга беше многу јака жена. Она беше и мама и тата, и баба и деда. Беше јака како камен. Сите дупки што можеше да ги има едно дете во однос на, нели, родителска љубов, и сето тоа она го пополнуваше. Не осетив никаква празнина. За ништо во животот, додека она беше жива. Кога почина баба Драга? Она почина јас 1986-та, ја угостителско тогаш куварско учев. Она почина 1986 година, 29 април, класен час. Не бев на класен. Она за мене не е почината. Она ќе почине кој ќе починам јас. Дали никој си запрашал од каде таа толкава љубов бабата да ти ја дава? Она има родено 9 деца. Тој што ме посвои 9. Она е била родена 1924 година. Добре. По правило она е од Тетово, меѓутоа се омажила во Скопје на 16 години. 9 деца има родено, а првото и третото и починуваат за време на Втората светска војна. А татко ми што ме посвоил е вториот. Така, имаш завршено средно куварско училиште и работиш како... Работеше. Си извинувам, ќе дојдеме и до тој момент. Да. Многу си ја сакам работата, ама сега тоа што е? Имаш работено по, да не ги споменуваме, меѓутоа доста познати ресторани во Скопје. Па што јас можам да работам и стара кујна и модерна кујна. Значи и тавче-кравче и бифтек медиум или добро печен. Со ваков сок, онаков сос, таков сос, ваков сос. Коварството е енциклопедија. Како животот да не му приредил доволно искушенија, следува уште еден тежок удар. Лекарите му ја откриваат болеста васкулит, диагноза што целосно му го менува животот. Секојдневието станува борба со силни болки, а работата која дотогаш била дел од неговото достоинство и начин на живот, повеќе не е можна. Но и покрај физичките страдања, Миодраг не дозволува болеста да му ја одземе надежта. Туку имам една рана на десната која што е во завршна фаза, фали уште малце кожа да зарасне, за да се затвори, а на десната е доле отворена. Каква болест имате? Васкулит. Што всушност е тоа? Како ви објаснија докторите? Тоа е дека е воспаление на крвта, дека не се знае кај удира. Најверојатно се лекува со ревматолошки, со имунотерапија, со примање на имунотерапија, која што е многу скапа и ако ти немаш пари или здравство или ако не може да го дозволат докторите да помогнат, се проширува. Моментално кај мене е само ограничен на кожата. Правена е биопсија и васкулит е најдено. Нема ништо. Не е гангренична, шекерот ми е седмица, ама васкулит. Што јас не знаев и ми објаснија што е. Како ја откри, што се случи, кога беше тоа? На левата нога пред 4 години од позади имаше раничка. Колку време не работите? Работев со прекини. Мораш. Со оваа нога. Ама и тогаш ми вика они и она викаше не оди на работа.
колку што има, има. Ај за ова и ова е, сега мене левата ми е подобра, пошто носам и компресивна чорапа, ама за деснава некако многу ми ја зема, силата ми ја зема. Не сум тој што сум бил. Низ целиот свој живот, Миодраг верува дека ништо не се случува случајно и дека Бог секогаш испраќа по еден ангел кога човек најмногу има потреба. Некогаш тој ангел била баба Драга, жената што му ја подарила љубовта, сигурноста и домот што животот претходно му го одзел. Денес, животот повторно му испишува слична приказна, ново време и со ново лице. Таа улога ја има баба Жане. Сосема случајно се запознале во домот каде што Миодраг живее како подстанар, но токму таа случајност со време прераснала во судбинска поврзаност. Од непознати станале семејство, од странци станале луѓе што се разбираат без многу зборови. Баба Жане нема своји деца, но во Миодраг го пронашла синот што животот никогаш не и го дал. Најпрво, како се запознавте и од каде оваа љубов спрема овој човек? Па така ми влезе у срце и како да не му помогнам дете. Он сам, јас сама, такво срце имам, сакам да му помогнам и уште ќе му помогам. Нека не губи, надржи од мене. Сами ли вие му се понудивте дека да не се секира, дека вие сте тука до него, колку имате вие, толку и тој ќе има. Да. Како дојде сето тоа? Може ли накратко барем приказната да ми ја кажете? Па, Како се случи таа доверба да ја имате со него? не знам какво, наеднаш доверба ми дојде и толку беше. Со кого живееш сега? Со таа баба што ви ја спомнам, она исто кога дојде на код Кирија и она помага све. Што ти е тебе? Баба? Она? Ништо. Од човечки аспект го прави тоа. Не, од Не сте роднини? Не. Како се споивте еве тука да живеете? Па ја во Васова е она, јас там. И се спојуваш. И така се Кафе, запознавте? тешко ми е, да. Да, и мене она многу ме посеќа на мојата баба. На Драга. Да, има свој дечиња? Не. Не? Не. Значи таа те гледа како своја дете, ти ја гледаш како своја бабичка и ета едноставно Господ веројатно го спојува намерно. Па да. Покрај тоа што ја запознавме неговата животна борба, одблизу се соочивме и со една сурова реалност, дека човек кој секојдневно се бори за достоинствен живот, се уште нема регулирано здравствено осигурување. Тоа не е само административен проблем. Тоа е прашање на сигурност, со право на лекување, на мирен сон и надеж дека кога здравјето ќе биде загрозено, нема да остане сам. А што се случува со осигурањето? Зошто да не можеш да имаш осигурување? Нели, кога си во работен однос во ред, меѓутоа имаме уште еден проблем. Покрај ногата, покрај тоа што немаш финанси, не можеш да имаш ниту осигурување. Не можам да имам осигурување затоа што склопив брак во 90-тите, кога имав 26 или 7 години. Се венчавме со Гордана Кириловиќ, е од... да, од Србија. Така? И после тоа едно време и се разведовме и сега, за да имам здравствено, пресудата не може да најдат во граѓански. Те водат си уште како да си во брачна Состојба, да, а во социјално, за да имам здравствено осигурување од државата, ми бараат дека јас сум во слободна брачна состојба, пошто на изводот се појавува дека јас сум се уште во брак со Гордана. И се ради тоа... Не можат во суд никако, после колку барање имаш пуштено? 3 барања има пуштено, 5 месеци го бараат. Па да сега ти кажеш, ете вчера кога ви на пензија, купи кази и завои, тоа си 1500. А пчињата, терапијата, еден сапун за едната нога, друго сапун за еден сапун за левата, еден сапун за десната, за да не се мешаат. На месечно ниво се тие 6000 сега. Барем ја да бидам поздрав да можам да се грижам, да се вратам на работа. На некој начин да и вратам се што правело. Нема што да ми врати. Нека му оздрават нозете, нека стапи на нозе и тоа. Приказната за Миодраг е приказна за преживување, но и за љубов што не се избира, туку се случува. Во неговиот живот има болка,
но има и нешто многу посилно од неа – благодарност и надеж. Срце на дланка денес потсетува дека човечноста постои во тивки херои, во скромни луѓе и во срца што знаат да сакаат без услов. Благодарение на наградата обезбедена од нашите пријатели од Flex Credit, баба Жане го посети салонот на Елипсо за да избере нешто што помогне да го направи својот дом потопол и поудобен. Да видиме што ќе одбере. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум од Срце дланка. Мило ми е. Јас сум продавачката од нашата фирма Елипсо, Римеко, значи. Вие имате, значи, ваучер од 15.000, значи, ваучерот. И од нашиот салон ќе изберете, значи, производи што ви одговара на вас. Значи, госпоѓата е за ваучер од 15.000. Повелете. Кажете ми прво за што сте. Што за мини шпорече сакам. Повелете на ова страна. Мини шпорет. Значи имаме Сенкор, чешки бренд, значи 2 години гаранци. Сенкорот е наш увоз. Имаме наш сервис и мислам дека е многу добар квалитет. Сега големината, се зависи големината, дали ти одговара големината или не. Ова ти е, значи, 7.000, 8.000, извини, али ќе имате попуст за вас. Мислам и од нашата фирма. Али ваш избор е. Вие ќе изберете. Многу ми е голем. Ова ти одговара? Добро. Друго нешто што сакате? Што сакам? Тостови може да земе? Тостер? Да. Повелете на ова страна. Големината на тостерите мислам се овие, а имаме и помали тостери, значи од другата страна. Овој тостер не ви е лош и ова ти е Сенкор, значи чешки бренд. Горење, значи имаме Кончар. Кончар немаме, значи моментално кажи го тостер. Али јас сум за, значи пак Првиот. за се. Да, Сенкор. Сенкорот е добар И од квалитет. Сенкорот ќе ми дадете? Од тој првиот, значи. Добро. Кажете ми сега Што за што друго сте. А фен имате? Имаме и фенови, сите производи во нашиот салон, во нашата фирма ги имаме. Повелете на ова страна. Кажете ми за фен, што фен сакате? Големината на фенот и јачината. Тоа стрикно е за вас. Само вие ќе го користите? Не, кажете ми прво, значи, големината. И тој колегата и ја ќе го користам. Добро. Овој фен, значи, ви се свиѓа? Добар. И ова ти е, значи, чешки бренд. Добро. Сега, за што сте друго? За длабоко на... За замрзувач? Да. Повелете на ова страна. Кажете ми големината на Оне, он замрзувачот. така. Од овие најмалите што се? Да. Кончарот е... Не тој. Овој другиот? Да. Дојди малце да ти дам малце објаснување. Ова ти е кончар, 3 години гаранции и кончарот е наш увоз. Литража ти одговара? Добар. Добро. То. Нешто друго? Друго ништо. Ништо. Кажете ми... Размислете добро, значи, што друго стрикно ви треба.
Значи и попустот од нашиот салон што можеме значи да го дам. 14.500, значи овие две и уште една работа може. Не, сега сакам на госпоđата сакаме да ја нудиме од нашата фирма, значи некои си тавче. Едно тавче, Да, можеш некој затоа да ти. Затоа ти викам, значи од нашиот салон ќе добиете. Те разбирам. Оние две производи, значи од нашиот салон, значи ќе добие гратис едно тавче. Мини шпоречето не. Вака сега. Три работи. Три работи, пошто имаш тостер, имаш мини шпорет, а имаш значи и замрзувач. Сега, ако сакаш тостерчето ќе, ама плюс има и фен. И фенот значи, нема да стигне. Можеш фенот, тостерот и Ама и повише ова. на неа му одговара значи тостерчето. Дали може овие две производи, овие две нека ги Не тргне? можеш, па ова ти е 19.000. Затоа викам на рачунај ги, не може. А можеш Видиш поред? мини шпорето ти што беше ова? Ова ти е тостерчето. И тостерот. Можеш, така. Мини шпоретот и тостерот, али замрзувачот мора да се трне. Вака Да. имаш уште 5.000 може да бира. Да, Можеш да. усисивач да земеш. Чекај, малце, она сама ќе избере. Ама има и фен. Ако бе, нека избери И фен. фен. Ама еве ти црните го фенот. усисивачи Да, може. ама и фенот. Овој фен. Ако бе, стај го. Трни го јаценат, може и таа. Уште колку остана? Уште 5000? Чекай малце. 7, 9, 10, 11, уште 4 сега. Уште 4000. Кажете ми дали сакате преосмукалка? Дали Три имате? ги имам. Што немате нешто друго? Тоа. Размислете, па кажи ми што стрикно ви треба на вас. Тоа сум. Ако не е од Тенџеринјата? Тенџеринјата да видиме Ајде. до 4000. Тенџеринјата, значи, уште колку остана? Уште 4000? Еве, кажете ми големината на тенџеринјата, значи тука што ги имаме. До 4000, значи можеш да избереш. Ова големина, ова ти е 2440. Ова другото ти е, значи, 1800. 20. Ова ти е 1200. 2400. 2020. Ова и ова. Толку ќе испадне. Сега ќе видиме. Може. Може, без проблем. Значи, овие уште фено треба да се Да, дода. го знам. Значи, овие два производа, значи, ќе одат на адреса или може од едната се зима. Да, све на адреса. Добро. Вака сега ние, значи, од Flex кредит, мислам, оние дадоа, значи, до 15.000, значи, попуст, мислам, Пари. ваучер, Ваучер. да, и го собираме, значи, вкупната сума. И сега и од нашиот салон, значи, ќе добиете поклонче, тавчиња, такви работи и со здравје да се користи. Фала. Здравје. И да бидеме имате. благодарни, значи, што имаме вакви Да. луѓе што помагат, навистина многу се добри и тоа е све. Фала и многу за се. Да, фала и на вас. И со здравје да се користи. Фала. Здравје да имате. Фала. После емисијата му се јавива од Битола болницата, му го најдоа место, го несо газдата таму, сега е подобар. На 4 август ќе го пуштат. Па бактерија на раната имал и затоа мораше да лежи, му става крв, инфузија и така. Ефект имаше, благодарам на емисијата, на сите вас.
Добар ден, Ката. Добар ден, Кики. Како си? Супер. Јас сум Криси, драго ми е. Јас сум Катерина Бојковска. Добра ли си ми? Супер. Супер си? Супер. Очекувам да дојдете. Ева сма. Сега дојде терминот да ве снимиме и да ви ја вратиме надежта. Така. Да верувате во добрите луѓе, да верувате во хуманоста нивна. Верувам, јас. Ке ми го покажеш ли твојот скромен дом? Може. Ајде. Повели. Ајде, оди пред мене. Ти благодарам. Постојат луѓе кои низ животот минуваат по мирни патеки. Но постојат и луѓе на кои судбината како да им подготвува ново искушение секогаш кога ќе помислат дека конечно ќе здивнат. Луѓе кои секој ден се будат со нова болка, а сепак наоѓаат сила да продолжат понатаму. Една од тие луѓе е Катерина. Низината животна приказна не е само приказна за сиромаштија, загуба и неправда. Тоа е приказна за една мајка чие срце било кршено безброј пати, но никогаш не престанало да сака. Добар ден, Ката. Ни го отвори домот, ќе ни го отвориш и срцето. Дали ќе сакаш да се представиш, да не кажеш која си ти? Зошто почнуваш да плачеш пред да почнеш да зборуваш? Уште не сме направиле муабет. Па треба малку им. Мака, јас сум Бојковска Катерина од Марино, мајка на 3 деца. Кажи ми, најпрво, ти си родена тука во оваа куќа, така? Тука живееш од кога си родена? Да, точно. Така. Одиш на училишта? Ја завршив 3-та година Добра. во Димитар Влаков за пекарка. Како и секоја млада девојка, и Катерина сонувала за дом исполнет со љубов, разбирање и среќа. Верувала дека бракот ќе и донесе сигурност и мир, но наместо топлина ја пречекале стравот, солзите и насилството. Во тие тешки моменти, единствената светлина во незиниот живот биле нејзините 2 мали деца. Токму поради нив, собрала храброст што малкумина би ја имале. Одлучила да го напушти насилството и да започне нов живот. Сама ги хранела, сама ги облекувала, сама се грижела за секоја нивна насмевка и секоја нивна солза. Но тогаш дошол денот што за секогаш го променил нејзиниот живот. Катерина отишла во училиште за да ги земе своите деца, како и многу пати претходно. Но наместо детските насмевки што ги чекала, ја дочекала вест што и го скршила срцето на 1000 парчиња. Незините деца биле земени од социјалните служби. Во еден миг останала без највредното нешто што го имала во животот. Прво си била мажена, си била во брак. Да. Колку време беше во брак? 2013 јас сум разведена. А кога се омаши? На 20 години. Во Мралино. Добро. За Дончо. Колку време беше во брак? Колку години беше во брак? Не, многу се бев со него, ама јас се разведов дека многу пиеше, се коцкаше, и одма си дојдов ке моите. И која година социјално решава да ти ги зема децата? И зошто? Па, тоа беше 2016, како татко ми почина 2016. Значи пред 10 години. Ти 10 години живееш без своите чеда? Да, Ивана и Петар. 10 години си без нив, не си ги видела од тогаш? Беа у детското село Сингелич. Таму седев у дом. Откако ги земам од школа Гоце Делчев и не знаев што се дешава. Отидов ке Петар на родителски, не знам што се дешава. Викам, кај е Петар? Јас сум загрижена мајка. Петар вика моментално, вика не е тука, вика моментално, вика социјалното ги зема. Како ги зема? Викам, кога сум загрижена. Не знам, вика, ги зема социјалното, вика. Како навечер заспивате? Никако. Тешко. Кога знаете дека вашите дечиња се во дом и дека потоа шетаат Не спиам моментално, идам на терапија, примам терапија, за смирување ми дава лекови, тешко ми. Подоцна, животот и подарил нова можност. Запознала човек со кого решила повторно да верува во љубовта. Создала ново семејство и на свет донела уште едно дете.
Но и покрај новиот почеток, во незиното срце секогаш останало едно празно место. Која година се запознаваш со твоето ново момче кое што живееш во мрачна заедница? Тоа беше кога работев во општина Илинден. Тамо се запознав со него, со пријателки, со другарки. Вика, јас сум Мите Стојановски, јас се викам Катерина, баш ми е мило. И тук од тоа се запознав. И колку време бевте заедно во врска? Па, детото ми е 11 години, 10 години. Значи, 10 години сте заедно? Да. Да, со Петар некогаш се слушавме, некогаш се скричам, идам таму да го гледам. И се видовте на неколку пати? Да, се видов. Што вика Петар? Вика, тоа е момче голямо, така? Момче има 18 години, сака ке мене да си дојде ке татко ги не ќе вика, мамо вика ти си домакинка, вика ти садиш све, вика. Кога има право да дојде? Сега адвокатот ми рече на 5.7, после му роден денот, ке си дојде тука. Кога ќе направи 18 години? Да. Во секое семејство постои еден столб што тивко го носи товарот на сите. Човек кој плаче кога никој не го гледа, кој страда во тишина и кој секогаш го става туѓото добро пред своето. Во семејството на Катерина, тој столб е нејзината мајка. Животот не ја штедел ниту неа. Наместо мирни старечки денови, судбината ѝ приредила болки што ниту една мајка не би требало да ги доживее. Добар ден, баба Зинка, како си ми? Не сам Варда, добро дојдевте. Ти благодарам. Дете, што да ти кажу, ја голем муку има. Ќерка ми умре, паранук ми умре. Проблеми с деца, качета го колоце па, еве го сака работа да најде, нигде не може најде, одбива го. А јас съм се до пензiju, што ке правува? Дали у продавницу, дали сметке, сте вода дошло, се струја дошло, те струја дошло, мора све преко мене, пензија, колко е та пензија? А 3 душе, Ивана беше 4 душе, на едну пензiju сам била. Дете како дете нема пара, ако дадок има, ако нема, нема да има. Деца ги зема у дом. Tu sam se ja najke razbolela. A koji je прояви, kako je pravi, ništo ne znam. Ja po njih sam se razbolela. Nema se da ti ги zema во школу. А родител не знае. Денес, и покрај сите несреќи што ги преживеала, оваа жена се уште се бори за своето семејство. Единствените сигурни приходи во домот се нејзината скромна пензија. На моју сиромашину. А ја пензiju зимам преко мужа ми, муж ми умре. 2016 муж ми умре. Све е преко мене. На деца да ги дадеш, оно нема. Колко е тапе? 18.000. Што са 18.000? Дали да плату продавницу, дали сметки да плату, дали на деца да пружу. Со една пензија не се останува. Мајка ми една пензија зима. Колку е пензијата на твојата? Па мајка ми ја зима 11.000, што попрво ке земе. А колку ви е струјата тука? Некојаш 2500, некојаш 4. Какви други речиски трошоци имате, Катерина? Па вака, плаќам вода, 4 сметки имам неплатени, кабелска плаќам 1200, струја плаќам. Жалуваме, нема што да правам. Деца на руки, 3 деца, а нема да ги даде. Ако ги дадо, ја ке ги дадено. Ако не, нема да ги дадо. Од каде ги најде и ја? Додека возрастните се борат со проблемите што им ги носи животот. Во ова семејство расте едно момче со големи соништа и уште поголемо срце. Лука е дете кое не бара многу. Постои една голема љубов во неговото срце – фудбалот. Затоа една од неговите најголеми желби се фудбалски ракавици. Лука, слушнав дека одиш на фудбал. Да, Голман си, така? да. Дали имаш копачки, Лука? Имам. Имаш? Добро, дрес?
Од Гроцановски треба да го платам? Го немаш ти, не си го платил се уште? Не. Значи ти фали дрес. Да. Ракавици имаш? Имам, но ми скинати. Тука и тука. Точни ли ти се патичињата? Малце. Малку ти се големки, така? Да. Под каде ти се овие патичиња? Но дете ми ги даде. Ако пачките ти се точни или вака ти се точни? Само тука малце, тука, само ова не ми е точно. Кој број носиш на патичиња? Дали знаеш? 35 или 35 четврка. Ови ми се 37 или 36. Лука има уште една желба. Посакува велосипед. Но зад неговата насмевка се крие една тивка тада. Лука никогаш немал вистинска роденденска прослава. Кажи ми ти каква желба имаш? Посакувам некој точак. Правиш родиндане? Не. Зашто? Па дека мама не може да плати Феникс. И додека многумина во незините години би сакале мир и спокој, таа секое утро се буди со истите грижи. Како да му помогне на своето семејство, како да ја охрабри својата ќерка и како да најде сила за уште еден ден. Во домот каде што живее, дури ни креветот не нуди достоинствен одмор. Спие на стар и искршен кревет кој одамна требало да биде заменет. Но кога секој ден е борба за основните потреби, сопствената удобност станува последна грижа. А како спиете сега? Јас тука, Лука тука, некогаш Лука се плаши да него ќе легам, а мајка ми укоина. Ама таму има искршен кревет, не може да легне. А како спие? На тој кревет спие сепак? Да. Купателото не ми е измачкано, немам плочки, не ми е измачкано. Подрумот пуно вода. Не можам ни дрва да си купам, све поскупа и дрвата, 5800 за дрвата, не можам да постигнам. Еве ги кревети. Ама не може да легам. Таму кој што легам скршен ми е кревет. Ајде, бабичке, да видиме каков ти е креветот, да не однесеш, па потоа се надевам дека ќе се видиме и ќе биде тука се средано. Бабичка, седни си ти вака седи, немој да стоиш, затоа што твоите ножиња те болат. Ова е креветот кај што спиеш. Овдека уште повеќе те боли половината, нели? Све е скршен, има телови. Одамнаш овој кревет. Каде? Тука под ова? Да, еве како сум ме сила. Ја сад да не ме боде во теловите. На неколку види мори бабе како спиеш. Како спиеш. Јас се надевам дека за брзо време ќе имаме ново кривече за бабичка. Ја запознавме Катерина, мајка која никогаш не престанала да се бори за своите деца и покрај сите удари што ги добила од животот. Ја запознавме нејзината мајка, жена која ги носи најтешките рани што може да ги понесе едно срце, загубата на својата ќерка, загубата на своето внуче и болката секојдневно да ја гледа маката на своето семејство. Го запознавме и малиот Лука, дете со големи соништа, дете кое верува во подобро утре и покрај тоа што животот не му ги подарил работите што многу деца ги имаат. Веруваме дека многумина го препознаа човечкото во оваа приказна. Ја препознаа болката, но и силата. Ја препознаа мајчината љубов, бабината пожртвуваност и детските соништа кои заслужуваат да станат реалност. Благодарение на наградата обезбедена од нашите пријатели од Flex Credit, Катерина го посети салонот на Елипсо за да избере нешто што помогне да го направи својот дом потопол и поудобен. Да видиме што ќе одбере. Добар ден. Повелете. Здраво. Здраво, повелете. Јас сум Букинска Катерина. Мило ми е. Со срце на дланка. Значи, и вие имате ваучер за 15.000, значи, од Flex Credit. И значи од нашата фирма, значи Елипсо, ќе имате попусти. Повелете, кажете ми зашто сте. Па сакам да купам електричен штурец за дрво. Кажете ми, сакате со рингли или со стаклокерамика? Какво
може да видам? Ај прво да одиме кај шпоретите, да видиме цените и квадратурата. Повелете. Кажете ми колку квадрати и каков шпорет сакате. Пошто ваучерот ви е до 15.000. Поминете на ова страна, ќе ви нудам нешто јас, пошто јас сум продавач и више ги знам и цените. Ова ти е до 30 квадрати. Просторот колка ви е? Па, како за мајка ми, у таа детската соба. Па тогаш, значи ви одговара. Да. Ви одговара шпоретот, значи. Пошто ова ти е до 30 квадрати. Да. Ви се свиѓа? Да. Добро. Се рековте и шпорет електричен. Повелете. Фала. Еве, тука имам електричен шпорет. Значи, поминете на ова страна, ова бојан. Малце за електричен шпорет, вака ќе направиме. Не би можете да взимате, значи, два производа, пошто многу се цените пускапи се, гледаш. Ова ти е, значи, 22.000, а вие имате, значи, ваучер за 15.000. Сега не знам што да ви нудам. Бойлер, кажете ми, бойлерот колку литар? Од 5. Кажете ми, ниска монтажа или висока монтажа? Високо. Еве тука. Кончар имаме. Наш увоз е Кончарот. 2 години гаранција, ние сме увозници од Кончар, али и добар квалитет. А големот колку е? Вие рековте за 5 или до 10 литар. Да. А овие горе се, значи, 50 литар. Се ви одговара 50 литарско? Да. За бањање. За бањање? Да. Сега ќе видиме. Само малце да видам и со цените како стоиме. Вие можете слободно да разгледате. Се јас ќе дојдам. 18.000 спаѓа. Па затоа? Не може. Не може. Само 10 литарска. Може 15, да. Овдека имаш плюс 5.000, 5.500 преку сила. Не, да, ама овие Нешто од два нас. производи не може ништо. А од 10 литарско? Амаш окей. Имаш и од 15, до 5.000, 5.500 можеш. Кој? Од 15 тој што е поголемиот. Идеме таму. Кој е 15 литарско? Да, али ваков сака 10 или 50? 10 можеш, со 10 Да, за 10 да. 10 и тоа можеш да. Значи може за 10 литарско, али ова 50 литарско, значи по таа цена не може, пошто вие имате два производа, пошто имате шпорет на дрва и плюс, значи, кажи го бойлерчето. Нека биде, значи, 10 литарско, висока или ниска монтажа? Ке размислам, може? Не мора тоа ние да знаеме, пошто имаш висок. Да, горе кај го местите или доле? Горе. Значи, на неа му треба, значи, висока монтажа. Да, ама види лагерот. Со висока монтажа, дали имаме лагер? Одеме таму кај колег. Ајде сега ќе видиме со тие два производа. Вкупната сума за овие две производи може и плюс од нашата фирма, значи ќе имате уште нешто плюс попуст, значи 600 денари. Кај колегата име, презиме, податоци, све. Важи. И значи на испорака ќе се чуеме, значи која ќе биде испорака. Бојковска Катерина. Бојковска Катерина. Изводиве во текот на нареднава недела ќе ви бидат доставени Боред. на домашна адреса. Фала ви многу. Фала и на вас. Синот ми дојде во понеделник во 2 сат. Баш ми е мило што ве запознав. Донацијата ми помагат и задоволна сум многу. И мајка ми е задоволна, синчето ми е задоволно.
На син ми помалиот му купија точак и тоа ми е мило. Донација, фудбал му донеса, патики му донесе. За јадење ни донеса кој што може ни помогна и баш ми е мило. Задоволна е мајка ми, јас, син ми, двојицата синови. Барам, јас како загрижена мајка, барам услови што не можам да ги изнодам. Сакам кревет, сакам регалче, сакам паркет и куќата да ми се реновира што побрзо. Добив работа за работа, ама многу ми е далеко, во Ѓорче, ама треба да чистам станови. Ми понудоа работа, а јас не би прифатила. Не можам да идам далеко, зашто се осеќам недобро.